Добро дојдовте во најновото издание на емисијата Инфорегион. Во оваа емисија ќе погледнеме репортажата за еден навистина уникатен и несекојдневен настан кој што се случуваше во Прилеп, а тоа е одржувањето на планинскиот маратон наречен Крали Марко Ултра Трейлс или по стапките на Крали Марко. Интересно е да се каже дека маратонот беше долг цели 90 километри и манифестација од еден ваков калибар за прв пат се организира во Македонија. Втората тема на која што ќе се задржиме во овој инфорегион е разговорот со тројца членови на Сдруженијето на пензионери на Прилеп, со кого што ќе поразговараме околу исполнувањето на програмите на ова едно од можеби најактивните пензионерски здруженија на ниво на Македонија. Емисијата ја започнуваме со репортажата за ултрапланинскиот маратон Крали Марко Ултра Трейлс или по стапките на Крали Марко. Оваа трка, како што претходно кажавме, беше долга 90 километри и надпреварувачите имаат 22 часа за да ја поминат оваа дестинација. На неја учествуваа околу 60 надпреварувачи од повеќе балкански држави. Она што ги привлече во оваа трка е што за прв пат годинава трката носи 4 квалификацијски поени кои што потоа овие планински тркачи можат да ги употребат за планинскиот маратон околу Блан, кој што се смета и за еден начин на неофицијално светско првенство. Да ја погледнеме репортажата за овој навистина уникатен и несекојдневен настан. Изминатиот викенд во Прилеп се одржа најдолгата планинска трка некогаш организирана во Македонија. Насловена е како Крали Марко Ултра Трейл или по стапките на Крали Марко, која беше долга неверојатни 90 километри. Овој планински маратон во Прилеп се одржува по 6 пат. 60-тината учесници на овој планински маратон, кои што ги имаше од повеќе држави. Тргнаа во саботата во 23 часот од амфитеаторот во населбата Варош кај Прилеп и трчаа цели 22 часа, се до 21 часот во неделата, кога и ја завршија трката. Маратонците на овој ултратежок планински маратон од Варош се искачуваа до манастирот Трескавец, потоа се спуштаа кон Вештачкото езеро преку Дабница, а од таму пак се качуваа до највисокиот прилепски врв Козјак. Потоа, повторно истата патека ја трчаа назад до Варош. Организационно е прилично тешко и сложено да се организира ваква голема ултрамаратонска трка, меѓутоа значи бара доста добар тим, координираност, имаме повеќе од 70 волонтери, голем дел се и од Прилеп. Така да имаме доста добра комуникација и со локалното население, сака да се вклучи во вакви активности, тоа е тоа. Веб сајтот на трката е www.kmta.mk. Во горниот десен агол моментално сега свети црвено лајв копче од 11 часот кога ќе тргне големата трка, ќе ги имаме резултатите, односно ќе се следат резултатите на одредени контролни точки. Значи имаме три мерни станици каде што се поминува по 2 пати, така што сите ќе можат да имаат пристап до информациите за тркачите. Ние ова лето напорно работевме на уредување на патеките, значи ги чистевме, ги маркиравме, дополнително се маркирани патеките со флуоресцентна маркација која е лесно видлива во вакво време вечерно. Крали Марко во нашата историја е символ на моќ, символ на сила и храброст. Токму овие епитети ги красат сите учесници на овој маратон, кои некои го нарекуваат и трка за суперхерои. За да се учествува на оваа трка, потребна е голема физичка, но и психичка подготвеност. Секако, секој надпреварувач носи и опрема за ноќно трчање. Челна ламба мора да има, резервни батерии, многу е битно обувки какви носиш, многу е битно да носиш кишен мантил, мислам специјален lightweight, пошто на таа височина не можеш да знаеш какво време те очекува, дожд, снег, ветар и така натаму. После има survival bag, се носи за да не снеможиш па на некое студено место да се завиткаш, за секој случај. Компас, свирче, такви работи. Храна, вода, неопходно. Ама има пунктој на околу 10 километри, така да не е проблем.
и не се сомневам во организацијата. Че веќе четврти пат у Прилеп, ша туристички код Ова ми е четврти пат во Прилеп, инаку втора година како учествувам на Крали Марко трката. Воодушевена сум од овој предел и организацијата и верувам дека и понатаму ќе доаѓам во Македонија затоа што многу ми се допаѓа тука. За први пат сум тука во Прилеп. За прв пат сум тука во Прилеп на оваа трка и мислам дека е доста убаво. Пред еден месец истрчав 160 километри на една трка во Бугарија. А ова се надевам дека ќе истрчав за околу 16 часа. Немам некои посебни очекувања, генерално сакам да завршам. Да. Зошто се пријавивте на оваа? Секоја трка е еден предизвик плюс. Да, еден предизвик плюс, ништо повеќе. Се, мислам, трчате и на други трки или Да, сум трчал, да. Да. на колку отприлика? Ова е пети мој ултрамаратон. И зошто се оправите, што е рекол, зошто планинско трчање? Значи, ово ми е, уствари ми е прво планинско трчање, сум трчал ултрамаратони, ама секогаш рамно, сега прво ми е ова планинско трчање. Прилеп со овој ултрамаратон и сите случувања кои се случуваат во текот на годината, како болдеринг, маунти байк, мотокрос, параглайдинг, представува центар не само Македонија, туку и на Балканот за одвијање на тие екстремни спортови. Од година во година е се помасовно и помасовно, се надевам дека наредните години бројката ќе достигне преку 1000 натпреварувачи. Она што е интересно ова година е што Крали Марко Ултра Трейл се долга 90 километри и токму поради изголемената должина за разлика од лани. Таа годинава се бодува со 4 квалификацијски поени за трката Ултра Трейл ду Мон Блан, која што се смета за неофицијално светско првенство во планинско трчање. Поради тоа се зголеми атрактивноста на оваа трка и на неја учествуваат и голем број учесници од целиот Балкан. Јовица Јованчев е еден од двајцата македонци кои успеале некогаш да ја завршат таа трка на Монт Блан долга 160 километри. Вели дека токму поради бодовите кои се добиваат за Монт Блан, годинава има толкова заинтересираност за Крали Марко Ултра Трейл. Трката околу Мон Блан, значи една од најтешките, најубавите трки. Јас и уште двајца македонци сме едни од ретките кои што имаме завршено. Оваа година има доста луѓе од Бугарија и од Србија дојдено, конкретно на Крали Марко, баш поради тоа што сака да одат наредната на Мон Блан, им требаат поени и дојдоа баш поради таа причина. Значи една од причините покрај тоа што сакаат да трчаат во нашиот предел, беше и тоа што носи нашава трка поени за таа Ултра Трейл ду Мон Блан. Самото квалифицирање да бидеме една од тие трки кои што носат поени за Мон Блан, значи се некако да речам привилегирани во однос на другите локални трки во околината во Србија, во Бугарија. И таму има трки, меѓутоа се малку на број. И сега тие локални кои што сакаме од Балканот да одиме, најлесно ни е тука да поминеме во Македонија, во Бугарија, во Србија, кај што има по една-две трки. Така да тоа е една од предностите на оваа трка во однос на некои други. Освен долгата трка од 90 километри, маратонот продолжи во неделата со две пократки тури. Едната долга 16 километри, наречена Трескавец Трейл, и другата долга 31 километар, наречена Камена Баба Трейл. На првата трка маратонците трчаа до манастирот Трескавец и назад до населбата Варош, а учесниците пак на втората тура, Камена Баба Трейл, од Трескавец продолжуваа до локалитетот Камена Баба кај Вештачкото езеро кај Прилеп и потоа повторно се враќаа назад. Вкупно на маратонот учествува околу 300 учесници од 13 држави. Ова ми е втор пат, значи првиот пат се направив на 16 километри, 19-то место, а сега на 31. Како ја ценувате трката? Теренот? Теренот е одличен, добар, организацијата е за петка, значи предобра. Тоа. Твоите очекувања за трката на 31 километар? Моите очекувања, ќе видиме малце, бев на одмор и ќе видиме. Се надевам у први 30. Теренот е многу добар пред се за оние кои што сакаат да се бават со оваков тип на спорт, да почнат да се бават. Многу е убава природата, значи на кај Трескавец кога се оди на кај езерото е стварно феноменално, значи не мора да се трча, може да се пешачи, може на кај езерото да се вози со велосипед, значи супер е, стварно е ради тоа и да ми пред се ради друштво, пошто многу добра екипа има, секој што собираат многу добра екипа, така да супер е стварно. Со планинско трчање многу малку. Искуството ми е нула. Претежно трчам на рамни стази, полумаратон и цел маратон.
Годинава прв пат имав искуство на Копаоник со 15 километри. Крали Марко е очигледно реномирана фирма, не реномирана фирма, меѓутоа трка и би сакала да се испробам и не на 16, него на 31 оваа година. Кои се твоите очекувања ја зголемуваш дистанцата од 31 км? Искрено се надевам дека ќе истрчам. Целта е да се истрча, времето не ми е важно, да нема повреди, да биде убаво, да се забавуваме, да се смееме и да уживаме во трката. Иначе регуларно трчам на патеки, значи на асфалтна патишта и да пробаме, да видиме како е со планинско трчање. Што те привлече баш во планинското трчање? Во секој случај природата, интересни гледки, пейзажи, малце да се избега од асфалтот, да се избега од загадениот воздух. Тоа се главните причини. Очекувањата кои се? Трчате за прв пат на планина? Очекувањата се да се заврши трката здрав и жив, па за друго се што дојде добре дојде. 16 километри по трет пат учествувам. Ова прекрасна трка, за тоа доаѓам од Скопје по трет пат ќе трчам. Како ја ценуваш целата организација, целата оваа манифестација? Топ е, првите два пати кога бев беше екстра и денеска ќе биде супер. Затоа и доаѓаме да. Што те привлекува кај планинското трчање? Може ли да ни кажеш тоа чувство кога трчаш низ планина? Па поготово овој предел овде што е над Прилеп е многу убав, зеленило, дружење по пат, сета таа ситуација. Ми се допаѓа амбиентот, организацијата и така гледам дека има голема напредност во атлетиката и голем интерес на младите и така натаму. Јас сум меѓу младите најстар. Колку години имате? 69. Колку време се занимавате со трчање, а и со планинско трчање? Повеќе од 10 години, ја и повеќе планинарев и така други спортови. Она што ми се овозможувало во работава, секојаш сум го давал од себе. Сум се бавил со спорт, од кога завршив со работа, отидов во пензија. Сега сум посветен на атлетикава, на точок, возење точок и така натаму. Малку одбојка, малку ова, малку она. Годинава за прв пат на маратонот се одржа и трка за најмладите, наречена Марко Кулетрел, која беше долга околу 1,5 километара и ја трчаа околу 50 на дечиња. Трката стартуваше од амфитеатарот во населбата Варош, одеше до манастирот Свети Архангел Михаел и потоа по туристичката патека повторно дечињата се вратија до амфитеатарот. Пред неколку денови, Сдруженијето на пензионери на Македонија прослави 70 години од своето постоење, а една од најактивните членки на тоа здружение можеби е Сдруженијето на пензионери на Прилеп, кое што брои околу 12.500 членови и ги опфаќа општините Прилеп, Долнени и Кривогаштани. Ова здружение е активно скоро на сите полиња, од областа на спортот, културата, рекреацијата, здравството. За сите негови активности поразговаравме со тројца негови членови од председателството на Сдруженијето на пензионери на Прилеп. Да ги погледнеме овие разговори. Оваа година Сдруженијето на пензионери од Прилеп, како и голем број здруженија на ниво на Македонија, прослави 70 години од своето постоење. Можеме слободно да кажеме дека ова здружение е едно од најактивните пензионерски здруженија на ниво на државава. Се занимава со голем број на области, култура, спорт и друго. Но нешто повеќе околу ова здружение ќе ни каже председателот Кирил Ѓорѓиевски. Добре дојдовте во најновото издание на емисијата Инфорегион. Благодарам. Добар ден на сите гледачи. Сдруженијето на пензионери на општините Прилеп, Кривогаштани и Долнени е здружение едно од поактивните во Република Македонија. Тоа ова година ја слави 70 години од неговото постоење. Во далечната 1946 година е донесен првиот закон за пензионско инвалидско организирање. Со овој закон се поставени основите за пензионерското работење. Во таа година пензионери имало некаде околу 2500 во Македонија, се разбира и многу мали активности. Меѓутоа, постепено се развивала работата на пензионерите, на здруженијето, со тоа што се зголемувал бројот на пензионерите. Така да негде 1950 година имаме обид за некакво здружување на пензионерите и на некаква поактивна работа. Тогаш се изброени негде околу 3763 пензионери. Значи, постепено активноста почнала да се зголемува на пензионери.
Тие во почетокот работеле во рамките на Сојузот на синдикатите на Македонија. Постоел посебен одбор, кој одбор постепено успел да се развие во едно колективно тело кое е делувало и работело во Сојузот на синдикатите, исто како и другите одбори од стопанството, управата, судството и така натаки. Така да негде до 86-та година тоест на одржани 80-та година Конгресот на синдикатите, тоа се издвоило како посебна граѓанска асоцијација во рамките на Сојузот на синдикатите, почнала да работи посамостојно. Негде 86-та година веќе се избројни 122.000 пензионери и 800, и од тогаш наваки тие почнале да работат многу поактивно. А кај нас во нашето здружение првите почетоци на активно организирање се јавени негде во 79-та година. Од тогаш почнало да работи самостојно и се разбира преку Сојузот на синдикати, преку Сојузот на Сдруженијата на пензионери, средствата се собирале и почнале активностите. Тој број постепено се зголемувал, активностите се проширувале, така да негде 1989 година имало 278.000, а денеска имаме пензионери веќе 2016 околу 282.000, од кои 250 не пензионери организирани како семејни старосни, а 32.000 пензионери инвалидски. Тие се во три сојузи, а ние сме во еден сојуз. Здружението на Прилеп брои 12.500 моментално. Ние се како Здружение на пензионери во Македонија, мислам конкретно во Прилеп, сме организирани, како што реков почетокот, 3 општини. Имаме 12.500. Организирани сме во 19 ограноци, од кои секој огранок си има свој одбор, свој преседател, свој секретар. И така преку одборите се делегираат делегати во Здружението. Здружението има органи собрание, извршен одбор, надзорен одбор и многу комисии. Комисиите имаме и редовни и повремени. Комисии имаме, ќе ги набравам, комисија за статутарно правни прашања, секција на жени, комисија за културен забавен живот, комисија за одмор рекреација, комисија за култура, комисија за здравство и така натаму. Јас ќе се задржам на неколку комисии кои се така поактивни. Да речеме, комисијата за здравство има голем број на активности и која троши најмногу средства. Тука имаме одделено некаде околу 900.000 за еднократна парична помош, кои ги делиме 3 пати годишно, околу 250 членови добива ваква парична помош, почнувајќи од 3.000 до 6.000. Исто така имаме одделено средства и за бајнско-климатско лекување, околу 200.000. Имаме средства одделено за градски сообраќај, тука одделуваме по 500.000. Имаме одделено средства за пожари и поплави, околу 100.000. И така средствава се распоредени по сите комисии. За комисија за спорт и рекреација имаме негде околу 340, комисија за одмор околу 500, комисија за култура 460. Сите комисии во своите програми на почетокот на годината кажуваат колку средства му се потребни за нивните активности и така ние ги реализираме. Значи, можам да кажам дека нашето здружение во рамките на на Сојузот на Здружение на пензионери на Македонија е едно од поактивните. Ние соработуваме со многу здруженија од Републиката и сме, како што кажам, многу активни. Можам да кажам кој работи во начело сме организирани за да ги вршиме. Првен се за да ги заштита на пензионерите од инвалидско и пензионерно осигурување. Потоа заштита здравствено осигурање, заштита економските интереси, унапредување на културата, спортот и другите активности, организирање на одмор рекреација, организирање на културни средби, организирање на спортски средби, соработка со разни здруженија, соработка со Сојузот, соработка со локална. Основна цел ни е отворање на еднодневен престој на клубови. Такви клубови имаме некаде 10, од кои последниве години само имаме отворено 8. Јас пред 10 години, кога дојдов како секретар, имаме само 2 клуба, денеска веќе имаме 10.
Ова година разговараме со градоначалникот, не во постапка да отвараме уште три клубови. Потоа други како основни задачи кои ни се преднат поставени за да ги извршуваме: редовно снабдување на пензите, усогласување на позитивната листа со лекарства, потоа усогласување на пензиите со животниот стандард и трошоците. Значи, сите состаноци кои ги одржуваме, било на сојузно ниво, било на републичко ниво, се поставува овие прашања. Покрај овие прашања ние имаме поднесено барање до владата и до Сојузот, до Сојузната скупштина, да се остваре и други благодети на нашиве граѓани кои не се пензионери. Пример, имаме поднесено барање до владата и до Сојузната скупштина сите лица кои нема демено, кои нема исполнето еден услов за пензија, како 15 години стаж, да му се одобри пензија за толку години колку што има. Исто така барање имаме поднесено да му се одобри социјална пензија на сите граѓани кои има навршено над 65 години. На вистина денеска сите граѓани кризно и тешко живее. Јас се надевам дека овие наши барања ќе најда кај органиве надлежни на државава и дека еден ден ќе ги удоволат тие. Ова се навистина огромен број на активности. Од каде најдувате средства? Пред сите овие активности се поврзани нормално со финансиски средства? Се финансираме со самодопринос. Сите пензионери знаеме дека со одењето во пензија потпишуваат чек за запирање на 30 денари, од кои 30 денари кајнат, со 120 ода за посмртни трошоци. Му запираат 150, од кои 2,5 динари ода во Сојузот, кајнат се останува 2,5, уствари 2,5 динари, така кајнат останува 270 денари, 3 динари скоро ода во Сојузот. Меѓутоа имаме и други ние средства, имаме заштедени средства од камати кои во последно време се многу минимални, меѓутоа колку толку и тие помага. Имаме сопствени дуќање, од дуќање од Кирија. Јас кога дојдов за председател овде пред 7-8 години, можам да кажам дека прилично зголемив финансиската состојба на друженијето. На сите дуќани им покачив кириите и така да се големија средства за вакви активности. Интересно е тоа што дел од средствата се користат и за екскурзии. Вие сте едно, може би, поредките здруженија кои што организираат голем број на екскурзии на пензионерите не само во Македонија, него во последниот период, последните години започнавте дури и во странство. Нешто повеќе околу тоа? Ние секоја година со програмите имаме предвидено екскурзии. Ова година имаме предвидено 8 екскурзии, од кои екскурзии 7 беа во државава, една екскурзија секоја година правиме во надворешна република. Лани таква екскурзија имаме во Албанија. Бевне со 100 души на летовање, на одмор и рекреација. Пред тоа во Србија одиме почесто пати, 2 пати имаме поедено во Лесковац, Врајне. Сега ова година ние во програмата предвидено Бугарија. Сега за 5 имаме закажано исто така 2 автобуси, со кои имаме закажано културен забавен живот во Сала, каде ќе се дружиме со бугарските пензионери и ќе направиме екскурзија со едно спијање. Патот му е 300 динари плаќа за патот, додека остатокот здруженијето му го плаќа. Исто така ние ова година направиме и одмор во Дојран со 100 души, 6 дена одмор. Ланска година направиме одмор во Албанија, во Драч. Прекланска година направиме одмор во Охрид. И секоја година, можам да кажам, содржините постојано ги прошируваме на здруженијето и со тоа се надевам дека придонесуваме општествениот стандард, па и личниот стандард на пензионерите, да му го збогатиме и да кажа клубојве нешто не
придонесува многу да имаме вакви активности со работата, бидејќи имаме пред се простор каде да ги одржуваме состаници, каде да ги одржуваме изборите, каде да се консултираме со од каде да доаѓаат предлозите на нивните органи, мислење на предлози, ние исцрпиме од органите, па потоа ние ги пренесуваме и на Сојузот. Еве за крај, колку ваквите активности придонесуваат за на еден начин поинтересно и полесно поминување на така наречено трето доба? Ја мислам дека со ова допринесуваме да пензионерите на културен забавен живот да се ги унапредуваме секојдневно нивните активности, потоа со тоа се ствара еден мислам дека и допринесуваме за збогатување, мислам продолжување на животот или намалување на болеста и дека тие сите услови придонесува за подоброто живење на пензионерите. Се надевам дека тоа што го правиме досега ќе го продолжиме во наредниот период. Сите генерации досега што работеле во Сдруженијето помалци допринесувале за ваквиот развиток на Сдруженијето. Мислам дека секоја година, секој раководство во неговото работење постепено допринесло на одреден степен да се развива, а денеска мислам дека достигнаме кулминација на развитокот на работата на Сдруженијето. Со претходниот претседател Пандо Бачанов можам да кажам, од тогаш почина првите организациони работења во Сдруженијето, а денеска веќе секоја година се ги унапредуваме и ги содржините на Сдруженијето и се надевам дека ќе продолжиме така. Како што и претходно кажаме, Сдруженијето на пензионери на Прилеп е доста активно во областа на културата. Тука со нас е и председателот на Комисијата за култура, господин Благоје Спирковски, со кој што ќе поразговараме околу културните активности што ги има ова Сдружение. Добро дојдовте во емисијата Инфорегион. Добре најдов. Најпрво да кажеме дека во склопот на Сдруженијето на пензионери Прилеп работи и Комисијата за културно-забавен живот. Оваа комисија во текот на годината се залага за 3 нешта. Прво, поголема опфатност на пензионерите во сите домени на нивната дејност. Потоа второ, да учествува на што повеќе манифестации организирани на локално, регионално и државно ниво. И третата и најглавна цел е презентирање соодветно на македонските изворни и староградски песни, ора, обичаи и носи. Нашето Сдружение на пензионери на општина Прилеп во склопот на тоа Сдружение работа 2 културно-уметнички друштва, и тоа Пензионер и Пенка Котеска. На локално ниво овие 2 културно-уметнички друштва учествува скоро на сите позначајни празници, јубилеи, прослави, и тоа ќе наведам неколку, да речеме, раѓањето на Гоце Делчев, за 8 март, за 2 август, за 8 септември, денот на независноста на Македонија, на 20 септември, денот на пензионерите на Македонија. Исто така, овие друштва учествуваат 2 пати во домот за стари изнемоштени лица, и тоа пред Нова година, во чест на Нова година, и за великденските денови, во чест на големиот празник Великден. Потоа имаме на локално ниво, учествуваме на сите скоро празници, јубилеи. Јас ќе наведам неколку. Учествуваме на фестивалот Пеце Атанасовски, кој е и меѓународен фестивал со едно од овие друштва, тоа е Пенка Котеска. Со пензионер учествуваме на Прилепско културно лето. Ова година учествувавме заедно со Битолското
културно-уметничко друштво Сирма Војвода и со пејачката група од Штип на Прилепското културно лето. Потоа учествувавме на проектот со двете културно-уметнички друштва Крушево Етноград. Учествувавме на меѓународниот фестивал во Куманово со едно од нашиве друштва, тоа е пензионер, каде што учествуваат две културно-уметнички друштва од соседните земји, од Бугарија и од Србија, и од нашава држава и ние како представници од Сдруженијето на Прилеп, Кавадарци учествуваше и Куманово. Потоа учествувавме и на манифестацијата во Мариово, она Мариовско-Мегленска средба, со едно од овие културно-уметнички друштва. Учествувавме во Битола и на Илинденските денови со друштвото Пензионер, а учествуваме редовно секоја година и на Охридските староградски средби. Што очекува до крајот на годината? На кои уште настани би учествувале? До крајот на годината ние ќе учествуваме на регионалната средба што ќе се одржи во Кочани, на музика, игри и песни. Потоа ќе гледаме уште една театарска представа, да спомнаме тоа дека во текот на годината околу 1000 пензионери гледаат 4 театарски представи во Народниот театар Војнар Чернодрински. Тоа се бесплатни представи или учествуваат со одредени средства при купувањето на картата? Тоа се бесплатни представи, ние плаќаме од Сдруженијето само за салата, а гледачеве, односно пензионериве, без пари ги посетува овие 4 представи. Исто така ќе учествуваме пред Нова година и во ова, како што спомнав, во Домот за стари изнемоштени лица со едно од нашиве културно-уметнички друштва. За овие активности што ги наведов досега, ние бевме пофалени со една пофалница од Сојузот на Сдружение на Република Македонија во чест на 70 годишнината од организирањето на пензионерите во Македонија и добивме и благодарници од нашево здружение, мислам, и едното и другото културно-уметничко друштво. Заборавив да спомнам дека во текот на годината ние учествуваме на регионалните надпревари, каде што во тие регионални надпревари спаѓа нашево здружение, Сдруженијето на пензионери од Битола, од Ресен, од Демирхисар и од Крушево. Значи секоја година во башка градови учествуваме и најдобрите точки од таа регионална ревија одат на државната ревија на игри, музика и песни. Од нашево здружение секоја година или едното или другото културно-уметничко друштво учествува на ова државна манифестација на песни, музика и игри. Ова година беше Пенка Котеска, ланската година беше Пензионер и така натаму. Ние, одма да кажам на крајот, дека со овие културно-уметнички друштва и понатаки ќе продолжиме да пееме, да играме, да свириме, се со цел пензионерите во оваа трета доба да му бидат овие денови што му остануваат што повесели, порадосни, поисполнети, за да можат да заборават за оние проблеми, тешкоти што ги имаат во текот на животот и да му се продолжи ова време на живеење во третата доба. Сдруженијето на
пензионери од Прилеп е доста активно и во областа на спортот. Со нас тука е председателот на Комисијата за спорт Борис Тодоровски, кој што ќе ни каже нешто повеќе околу овие активности. Еве да започнеме со она што е можеби најнова, тоа е дека на Олимпијадата за спорт пензионерите од Прилеп беа втори што во септември се одржа во Радовиш. Точно така, меѓутоа обратно пропорционално почнуваме, и тоа што сакам некој други работ да кажем. Како неинтересно, како најнова активност на пензионерите? Поред ние ова година, како што кажавте вие, освоивме второ место, благодарение на ангажманот на спортистите. Ланска година бевме трети, сега еве направивме да исчекор понапред, сме втори и за малку ни побегна првото место за неколку поени, меѓутоа Боже здравје до година ќе гледаме да се пласираме да бидеме и први. Еве да започнеме од почеток сега, кои се активностите и со што се занимава ова здружение? Со кои видови на спорт, колку членови броите, каде ги одржувате тренинзите? Најнапред да кажам дека Комисијата за спорт формирана е врз база на статутарните одлуки на нашето здружение, целите и задачите. Имаме ние формирано, мислам како што е формирана комисијата, веднаш е доставена и програма за работа, која што содржи одредени работи, а поврзана е врз база на програмата на Сојузот на Република, на Комисијата за спорт при Сојузот на пензионерите на Република Македонија. Имено, ние учествуваме по таа програма, имаме 11 дисциплини. И тоа имаме салонски дисциплини и атлетски дисциплини. Салонските дисциплини се гаѓање со воздушна пушка, шах, пикадо, домино и останатите се овие дисциплините од атлетиката, како тргање со јаже, скок во далечина, понатаму трчање имаме, трчање до 60 метра за жени, трчање на 80 метра за мажи, делени се тие, а и во останатите дисциплини учествуваат и во машка и во женска конкуренција. Наводно, изборот за надпреварувачите такмичари го вршиме врз база на оглас, кој што годинава беше отворен оглас, значи до крајот, од почеток до крајот, секој имаше право, оној кој што мисли дека има добри физички способности да се пријави. На тој оглас се пријавија 120 такмичари, од кои што ние селектиравме за учество на регионалните надпревари, околу 50 мина. На регионалните надпревари успеавме да видиме да освоиме 12 први места и останати други, значи бевме апсолутен победник како и претходните години на регионалните надпревари. И тоа е една соработка со останатите здруженија по пат на тие регионални надпревари, ние да се дружиме и да напредуваме. И од тука отидовме 39 најдобри спортисти кои што освоија во поединечна и групна конкуренција прво место на републичките надпревари и ова што го кажав ги постигнаме оние резултати второ место на ниво на република. За да се постигне се тоа потребни се и доста тренинзи. Колку пати во текот на неделата вежбате и каде? Апсолутно. Треба тренинг, треба упорност, треба можда, како да кажем, откажување од некои работи, меѓутоа морам да ги пофалам спортистите дека доста се активни. Не бираат ни време ни стедина, дали врни или не врни, тие се многу побрзо пред нас појдени, само и само да не го изгуба тренингот. Иначе вежбаме во многу добри услови, благодарение на јавното предпријатие Комуналец од нашиот град, на располагање се прекрасните терени на паркот на Револуцијата, на спортскиот центар Могила, како што се вика, таму несметано 2 пати, 3 пати во неделата вежбаме. Атлетски дисциплини ги изведуваме таму, додека страчки дисциплини ги изведуваме во клубот на Марко Цепенко, општинскиот градски, како се вика, а овие салонски дисциплини во нашето здружение имаме шак, домино и кадри за овие потреби вршиме, да спомнам и тоа, од билиард клубот, кај што се збираат повеќе пензионерите, понатаму од клубот на борците, кај што ги има и понекогаш од ловечката организација, така да пополнуваме. Макар да на јавниот оглас преку
ограноците, праќаме исто така известија, огласи, да кој сака да се пријави индивидуално, дали во комисијата, дали во нашето задружение, дали во нашата техничка служба. Благодарам за разговорот. И уште еднаш, сакате да дадете нешто? Во тој момент кој ќе се изврши она изборно од општинските надпревари, ние почнуваме да ги вежбаме постручно, а иначе со мене работат уште двајца колеги, да ги спомнам, Кочовски Тутов и Клекачковски Благоја, кои што сме како тандем на некој начин, стартуваме заеднички и еве успеваме да ги извлечеме што поголем број на пензионери, да од фотелите дома да иде да рекреира, да си ги подобра своите физички и функционални способности. Она изрека која што е и се знаеме сите, движи се, да не заборавиш да одиш и така натаму. Ви благодарам на разговорот и уште еден со среќа за наредната Олимпијада да бидете прво место. Тоа беше разговорот со членовите на Сдруженијето на пензионери од Прилеп. Се надевам дека овој разговор ви беше доста интересен околу огромниот број на активности кои што ги има ова здружение. И тука е крајот на ова издание на Инфорегион. Повеќе содржини ќе ви презентираме наредниот четврток. Довидување.